Уважаеми зрители на Българска християнска телевизия, ние ви поздравляваме в всемогъщото име на Господ Исус Христос. Ние благодарим на брат Благовест Белев, че още еднъж от Македония можем да ви поздравим с едно свидетелство и невероятните преживявания на един Божий човек. До мене го имам Аце. Се викам Аце Грознанов, живеем в село Муртино. Роден съм на 3.7.80 година. И сакам да споделям с вас. Точно така. Ние искаме да го попитаме Аце за неговите опити. Какво е станало в неговия живот? Какво Господ Исус е направил невероятно в неговия живот? Къде е темело на неговата вяра? Заповядай. Кога имав 10-11 години, пръв път дойде в моите ръце Новият Завет. Ме го донесе моята сестра Марина, koja беше на екскурзия в Нови Сад. Аз от тогаш през 1998 година го проучив в Новият Завет и се стекнав со мудрост, koja ми дари самотниот Бог пред Неговото Слово, кое е меч со две острици на Духот Свети. И поради моето големо знаење, проповедникот во село Муртино, Славчо Азманов, ме повика на разговор кај него. Но за моја несреќа јас не отидов тој ден. Другиот ден испаднавме со еден другар во кафич и на враќање, кога требаш да се одме дома, мене ме чукна кола. Значи ти имаше можност да отидеш на црква, но наместо да бидеш таму каде што се проповеда Евангелието, избра да бидеш со светот. Но требаш да одам кај проповедникот, да со него се консултирам нешто врска со Божите духовни вистини, за потоа да ме препорача на Миле Цеков од Струмица и Миле да ме испрати на школување во Австрија. Но за моја несреќа не отидов тој ден кај проповедникот, другиот ден силно ме чукна кола. Со 90 км на сат, бев 60 дена во клиничка смрт. 60 дена клиничка смрт, одржуван со апарат. Да, на 14-тиот ден ме прогласуват во Скопје во болницата за мртов, ме откажало срцето. На 14-тиот ден. Да, но фала му на Господ, тој не дозволи да ми ги извадат апаратите преку една жена од Скопје, останав жив за негова слава и сега го прославувам него. Амин. Значи, веројатно можеме да се сложиме, скъпи зрители, че Божите шанси понякога идват и ние трябва да ги препознаеме и да се покорим, да следваме Божите пътища. Не искаме да ви стоя факт да ви застрашиме, изплашиме, ама все пак не искаме нито такива неща, тежки начини, да Бог мора да ви привлича към себе си. Аз си съгласен с това. Да, аз съм съгласен, но аз ако отидов тој ден кај проповедникот, може би ке и сигурно ке ме испратеа нели во Австрија, ке учев за проповедник, но јас ке немав искуство од Божјата милост и љубов. Опит. Да, може би ке бев проповедник кој ќе работи само за плата или да се покажем пред луѓето колку јас знам. Ке бев, значи, горд како Луцифер. Но Бог во неговата семилост и сезнаеност му дозволи на сатаната, ѓаволот да направи со мене некоја препрека, но не ја пушти мојата душа во негови раце. Значи и од такви тешки моменти ти сепак ја гледаш Божјата добрина, љубов и грижа. Значи, тој ден кога ме прогласуват за мртов во моето село Муртино, Струмичко, лекарот Стојан Бансколиев решил да се јави во Скопје да праша како е мојата состојба. И таму добива информации од клиниката дека јас сум мртов и дека немам потреба тие апарати да стојат на моето тело, затоа ќе ги извадат апаратите и да ме погребат. Но да не го забораваме главниот фактор кој Бог го употреби за негова слава. Тоа е една жена од Скопје, на лекарот Стојан, на неговата жена Колешка, кој тој ден била на гости кај нив. Таа го зима од лекарот телефонот и им рекла на сите, на оние во клиниката во Скопје, никој да не смее да ги извади апаратите од тоа дете. И јас со Божја помош преку таа жена останав жив после 60-дневната клиничка смрт. Значи, после 60-дневната клиничка смрт, Бог со мене покажа дека има над докторот, тоест над човекот, цар, господар и спасител. И иако, брате, уште тоа да кажам, после ќе ме прашаш.
Иако бев освестен, вратен од мртвите меѓу живите, тие што ме гледаа, почнувајќи од моето семејство, моите родители, моите сестри, моите зетовци, баба и дедо, роднини, пријатели, целото село Муртино, кое слушна за мојот случај, и болничарите, сестрите и лекарите во Струмица и во Скопје, никој не веруваше дека јас ќе останам жив. Тие тоа го мислеа затоа што јас бев толку слаб што не можев сам дори ни да седам, не можев ни да стојам, камо ли да одам, не можев лажица да држам да се хранам. Мојата кутра мајка Васка 3 месеци ме хранеше со шприц. Бев жив мртовец. Господ Исус Христос, мојот личен спасител и Господ, ми ја врати снагата, силата и ми дари разум и мудрост за Негова слава, докажувајќи им на сите дека Бог не сака нито еден човек да погине, туку сите луѓе да дојдат до покаяние. Амин, амин. Амин. Значи, Аце е жив доказ на оно што сите ние како христијани го веруваме, проповедаме и кажуваме дека ние христијаните сме луѓе кои што се за животот, против абортусот, против еутаназијата, затоа што нема безизлезна ситуација со Бог. Нема безнадежна ситуација со Бог. Ако си со Господ Исус, секогаш има надеж со тебе. Од зборовите на Аце, нека те подстува, дури кога срцето престане да чука, се уште има надеж. Предај му во својот живот на Господ Исус. Ние ве поздравуваме од Македонија, ние ве благословуваме и викаме, верувајте во Господ, следете во Господ, останите близко до Господ Исус. Нека Бог ве благослови сите. Јас сакам да споделам со моите пријатели, брајки и сестри на секаде, што се случи со мене кога јас поверував во Господ Исус Христос. Значи, 6 месеци после мојата собраќајна незгода, бев сам во мојата стаја, соба, седев пред телевизорот и јас го слушнав тропањето пред вратата на моето срце, на Исус Христос. И веднаш паднав на молитва, дух на молитва. Прв пат во мојот живот јас се помолив и реков, Господе Исусе Христе, опрости ми ги сите мои гревови. Јас знам дека сум грешен човек. Исусе, јас знам дека ти пред 2000 години си умрел за мене. Сега во овој час јас ти благодарам за тоа и те примам, те прифаќам како мој личен спасител и Господ. Дојди во моето срце и спаси ме. Небесен Татко, сето ова те молам, го барам и те благодарам според Твојата света и благоугодна волја. Во името на Твојот свет и возлюбен Син, а мојот личен спасител и Господ Исус Христос, кој е благословен во вечни времиња. Амин. И кога тоа го сторив, јас покажав вера кон Исус Христос. А Исус Христос според мојата вера, а според неговото ветување во Ефесијаните 3 глава 17 стих, апостол Павле, вдахновен од Светиот Дух, ќе каже: и преку верата ваша Христос да се всели во срцата ваши. Тогаш Господ Исус Христос дојде во моето срце и јас го осетив неговото присуство, осетив топлина во моето срце, како нешто се движи. Тоа беше Исус преку Светиот Дух. И Исус преку Светиот Дух ми дари разум и мудрост дека моите гревови се опростени, дека друг страдал за мене на крстот на Голгота, односно Господ Исус Христос, дека платил за сите мои свесни, несвесни, минати, сегашни и идни гревови, и дека тој ги избраше со неговата пресвета, пречиста, прескапа, непроценлива и преневина крв моите гревови, и дека Господ Исус Христос за возврат на неговата милост и љубов ми ја дал својата праведност, љубов, добрина, светост и совршенство за влез во небото. Светиот Дух ме сведочише дека имам вечен живот и дека еден ден јас ќе го видам лицето на мојот небесен Татко, кој ќе ме прегрне со неговите прободени раце, за да ми каже колку многу ме сака, што е животот свој се го дал за мене. Алелуја. Господ нека ве благослови сите.
Виждате от неговите думи, той просто не може да застане, да спре, да говори. Това е от неговия опит, скъпи зрители. Зато и казваме, докато тихия Божи глас ви поканва, приветства, дойдете при него, приемете го. Аце ви каза една молитва, която можете и вие също да си я повторите за себе. Учите ги нещата на по-лесния начин. Не да трябва да учите на по-трудния начин. Не да трябва Бог да дозволи някакви трудни неща във вашия живот. Дойдете, докато Бог ви поканва със своя благ глас. Приемете го. Бог да ви благослови, да ви пази. Обичаме ви, поздравляваме ви. Амин. Чао.